Почитувам председател на владата на Македонија, почитувана министрика за правда, почитувани министри и заменици министри, почитувани колеги, почитувани представници на одредениот сектор, почитувани колеги од академската заедница, тука присутни и сите заинтересирани страни. И представува особена чест што имав ова прилика да досега договарам овој процес на кој што мисля, че нека не само Македонија, во Европа започнуваме една нова ера, а тоа е на изработка, подготовка и имплементација на стратегии како да се гради едно општество мултикултурно и да се градат комуникациите. Со тоа што ако ова стратегија успее, мислам дека Македонија ќе биде пример и добар модел како тоа може да се менаџира диверзитетот. Со оглед на тоа дека во повеќе извешти на Европската комисија и на Советот на Европа, меѓу тие и голем број на организации, Македонија се дефинираше како поделено општество и се уште се наоѓа во такво нотирано. Владата со програмата што ја усвои кога се етаблира владата, донесе една од програмските приоритети беше да се направи едно општество. Исто така, кога комисарот за човекови права на Советот на Европа Нил Мујжиникс во февруари ова година ја посети Македонија, повторно заклучи и дека Македонија останува поделено општество, со рамковниот договор се направени измени како правишна застапеност на заедниците, децентрализација и потреба на заедниците, но не е постигната интеграцијата. Сето тоа нас заедно со премиерот и кабинетот на председателот на државата не поттикна да започнеме едно истражување за кое ќе говориме подоцна, меѓутоа од тоа што имаме во програмата на владата за едно општество, таа се дефинира бидејќи прилично имаме и проблем што значи тоа е едно општество. Сите главном знаеме што зборуваме, меѓутоа дефиниција тоа се уште немаме. Меѓутоа програмата на владата кога зборуваме за едно општество, мислиме дека ќе градиме мултикултурно општество во насока на поголема интеркултурна комуникација, граѓање на дух на почитување и културен плурализам. Ќе работиме врз намалување на етничките, социјалните, економските разлики помеѓу заедниците, преку проекти со интеграцијски цели и преку инвестирање во неприсутна држава. Ќе поддржиме јазична политика во согласно со потребите и интересите на граѓаните, различните етнички заедници и целата држава. Нашата главна заедничка цел ќе биде да градиме толерантно општество. Само по пат на диалог може да се разбереме, само меѓусебно разбирање може да не заштити од етничко несогласување. Општеството може да се гради по пат на грижа на сопствена култура, нешто за познавање на поинакви културни вредности оние на другите. Владата цврсто ќе застане на ставот дека само интегрирана Македонија, која што ќе обедини множеството на различности, ќе биде стабилна, просперитетна држава на сите нејзини граѓани. Така да отприлика кога зборуваме за едно општество, владата размислува за ова. Кога ќе направиме стратегијата, можеби ќе најдеме нека друга дефиниција, поедноставна, што ние подразбираме под едно општество. Исто така, со оглед на тоа дека барем овој се бава со мултикултурните општества, теории и така натаму, значи и веќе имаше дискусии дали со интеркултурализам веќе мултикултурното општество го негираме или мултикултурализмот, не. Значи во суштина мултикултурализмот и интеркултурализмот тоа се два комплементарни процеси, во суштина нема никоја поголема разлика, сем во фокусот на интересот. Со мултикултурализмот повеќе се гледа да се заштитат правата на заедниците, јазичните потреби, културни потреби, а со интеркултурализмот се гледа повеќе да се направи интеркултурна комуникација и симбиоза меѓу различностите. При тоа, исто така мора да пазиме на некои термини како што прилично ќе користиме, што е тоа мултикултурност како идеолошка ориентација на општеството, интеркултурализам, значи тоа се политики и стратегии така и проекти, кој што за основа го имаат мултикултурното општество, и мултикултурност е тоа што сакаме да постигнеме како посакувана состојба. Слично и со интеркултурноста, значи интеркултурноста е идеолошка ориентација, интеркултурализмот се политики, стратегии, нели проекти, а интеркултурност е тоа што ние сакаме да постигнеме како посакувана состојба. При тоа за интеркултурализам во главном земе таа дефиниција што има данес Советот на Европа, иако и таа не е, да кажеме, секогаш најсоодветна и прилично има дискусии за тоа, меѓутоа добро е може стратегија ќе дефинираме што е тоа, што ние подразбираме под поимот интеркултурализам, меѓутоа
Под термин интеркултурализам се однесува на подршка на интеркултурниот диалог и толеранција, преку него се подразбира движење надвор од пасивното прифаќање на фактот на постоење на повеќе култури во едно општество, преку промовирање на диалогот и интеракцијата помеѓу културите. Интеркултурализмот се дефинира и како владина политика во врска со однос помеѓу различни културни, јазични, етнички, религиозни, родови и други заедници, што се нагласува интеграцијата преку размена и интеракција. Ова беше неопходно за да знаеме зашто во кои рамки се движиме кога зборуваме. Значи, во канцеларијата на председател на владата на Македонија од мај до септември се одржуваше, спроведе една мала истражување, на кој што главном ги посетивме сите органи на државната управа, имавме разговори со некои од вас од младиниот сектор, како и со академската заедница, и при тоа дојдовме до заклучок дека органите на државната управа делуваат без јасна визија, мандат и овластувања во врска со граѓање на политика на интеркултурна комуникација и толеранција помеѓу различните етнички, религиозни, јазични заедници во Македонија, отсутство на државна стратегија за општествена кохезија и толеранција, ниту координација на било кое ниво помеѓу различни ресорни министерства и други органи на државата на управата и така постои. Тоа што најповеќе, нели, веројатно и со стратегијата, меѓутоа че и во Министерството за образование се презедува сериозни чекори која беше министерка Десковски и се со новиот министер Адеми и со замени министерот Петар Танасов. Значи, во сферата на образование да стетнаме ситуација каде што се споделени неколку проекти поддржани меѓународната заедница во врска со развој на интегрирано образование, меѓутоа тоа не даваше некои значителни резултати и не продуцираше одржлив развој за целите по завршување на тие проекти. Во Министерството за култура досега главном во овој период на Република Македонија од независноста до сега биле поддржувани проекти од етноцентристички карактер. Многу малку имаат проекти од интеркултурен, да кажеме, карактер. Слично со случајот со медиумите и јавниот сервис, во нив рече се незначителен бројот на програмите кои што нудат интеркултурна толеранција, етноцентризмот на заедниците што се менува во преамбула на уставот доминира во сите програми на јавниот сервис. Интеркултурализмот со граѓање на концепт на едно општество е незабележително афирмиран во уданите термини на гледаност на сите канали на МРТВ и на Македонското радио, меѓутоа и во приватните медиуми таква состојбата. Говорот на омраза по социјалните медиуми е се поприсутен, без јасна стратегија и политика на државните органи како да се справат со овој лош феномен кој продуцира етничка и интеркултурна нетрпеливост. Тоа не е само Македонија, тоа главном во цела Европа е проблем како да се справиме со говорот на омраза. Локалната самоуправа, каде најмногу треба да се почувствува да се градат политики на интеркултурна толеранција, ретко или воопшто да се преземени иницијативи, активности или проекти за развој на интеркултурната соработка. Членот 55 од Закон за локална самоуправа кој што предвидува да општините формираат тие комисии за одноши меѓу заедниците со цел да се развива тој диалог толеранција на институционално локално ниво, не ги даде тие очекувани резултати. Скоро во сите извештаи што ги имаме од комисија имаме големи критики за тие комисии. Со неговата примена се присутни бројни елементи на нефункционалност и неприменливост. Околу се достигла информација, во владата на 9 октомври 2018 година се усвои таа информација и се донесува заклучоци, со што се пристапи кон подготовка на национална стратегија за развој на концептуално општество. При тоа се формира адхок група која на барање на владата или на повеќе или по потреба ќе предлага мерки и активности поврзани со прашања во врска со развојот на концептуално општество и интеркултурализам. И таа стратегија ќе се развива по 7 кластери, што ќе ги спомна претходните говорници, ќе ги спомениме и подоцна. Со тоа вака е замислена шемата како да биде менаџирањето на подготовката на стратегијата. Нормално носител на стратегијата ќе биде владата на Македонија. При тоа има две гранки, каде што една гранка е таа адхок група која што е политички органи, во главном ќе видиме подоцна што има за мисија. Другата гранка е координирано тело и работа по кластери. И нормално цивилниот сектор кон населена заедница и сите заинтересирани страни се добродојани, ни треба огромна помош од сите структури на општеството, за да може да изградиме на квалитетна стратегија која ќе биде од национален карактер. Адхок групата во главно ги разгледа препораките и извештаите на меѓународните тела и комисии и прилага мерки на владата, значи извештаите на Европската комисија, препораките на Национален комитет на рамковата конвенција за национални малцинства, ЕКРИ, таа е Европска комисија против расизмот и нетолеранцијата, Висшиот комисаријат за национални малцинства при ОПСЕ, извештаите на ОПСЕ од ИХР,
извештаите и телата и комисарите на Обединените нации, како и извештаи, препораки и мислења, представки од цивилниот сектор во Македонија и надвор незе. Тука е председател на групата министерка Рената Десковска, министрот Асаф Адеми е заменик, министр за култура заменик председател, министрот Аксел Ахмедовски е член на групата, замен министрот Атанасов Петар е член, директорот Илха Рахман на Агенција за услуги правната заедниците, исто член Дарјан Сотировски, директор на Комисијата за верски заедници и религиозни групи, Јована Тренчевска, државен секретар во Министерството за социјална политика, Фатон Ахмети, државен секретар во Секретаријатот за свободување на Охридските договори и јас. Координираното тело во главном под сите тие 7 кластери, сега се тука и присутни, че замам да станат да ве знаат кои се. Правната рамка и че води Татјана Чачарова Илиевска, таа е ќе видите таму. Таа е посебен советник за правда во канцеларијата на премиерот. Образование, заменик министр Петар Атанасов, го знаеме сите, иначе е, да кажеме, теоретскиот идеолог на програмата на владата за едно општество и ги постои теоретските контури, нели, на ова идеја да се ради стратегија за едно општество. Култура ќе води началниот координатор с култура од Жодовски Роберт. Медиуми Маја Петковска-Лесес, Маја од канцеларија на министрот за транспарентност, отчетност, така ли, на Роберт Поповски. Млади ќе води Ѓорѓе Тасев, посебен советник за млади и спорт. Кај е Ѓорѓе, не гледам, него таму. Локална самоуправа Оливија Заевска, таа е координатор за локална самоуправа, исто советник во канцеларијата на председател на владата. Обшествена кохезија и интеграција Фатмир Битичи, посебен советник за споделување на Охридскиот рамковен договор во канцеларијата. Во ова континуирано тело кој се членува председател континуирано, координаторите по кластери или нивни заменици, представник од Министерството за финансии, представник од Министерството за внатрешни работи и представник од одделот на комуникации, односно Маријан Забрчанец. Во главном имаме проблем да кога се прави стратегија да знаеме што е визијата, нели, на стратегијата. Прилично имаме дискусии во овие состаноци кои се на обуката. И се уште таа визија не е дефинирана, че очекуваме помош и од невладиниот сектор кој што може би е по-софистицирана да најде вистински визии на вакви долгорочни стратегии. Меѓутоа размислуваме да визијата биде Македонија да биде едно општество со признаени различности, осигурани еднаквост, еднакви можности, партиципативност и инклузија за сите во сите сфери на општествениот, економскиот, политичкиот и јавниот живот, како и се развина интеркултурност. И нормално имаме некои рокови кои што сметаме ќе ги достигнеме, иако се прилично издашни рокови, меѓутоа сите сме нитко посветени да тоа исполниме. До 10 јануар 2019 година одредување на стратешките приоритети по кластери, значи секој кластер да знае што е било приоритет. Главном размислување 1 до 2 да има приоритети по кластери, нема повеќе од 2 приоритети. 31 јануар анализа и стратешки цели по кластери, 1 март предлог акционен план за спроведување на национална стратегија по кластери, 1 април координативното тело јавно да објави стратегијата на акциониот план и после тоа да има јавна дебата и дискусија цел месец април, повторно со невладиниот сектор по региони и организирање на конференција меѓународна да повикаме меѓународни експерти, нели, да дадат своје мислење. И на 31 мај микрофонот поблиску, благодарам. И на 31 мај 2019 доставување на предлог на стратегијата и акциониот план за усвојување во владата на Република Македонија. При тоа цел овој процес сака да биде инклузивен и со тоа што ќе обезбедиме транспарентност на сите работни групи. Очекуваме активно учество и помош на цивилниот сектор, академската заедница и заинтересираните страни во сите фази на подготовка на стратегијата, но и подоцна кога таа ќе се имплементира и широка јавна дебата по стратегијата. Ете, благодарам, па отвараме дискусија.